Вести на Канал 8, добар ден. Секојдневните врнежи во Кочанско негативно се одразуваат на оризот, чија вегетација ќе се пролонгира. Земјоделците се жалат и на штети кај градинарските култури, посебно кај пиперот. Задоцнета вегетација кај оризот предизвикуваат секојдневните врнежи во Кочанскиот регион. Наместо сончево и топло време, што би ја помогнало фазата на создавање клас кај растенијата, неповолните циклонски активности го забавуваат нивниот раст. Тоа наесен негативно ќе се одрази на произведените количини, се жалат оризопроизводителите. Во време сега спорема ситуацијата на со дождовето дека ќе касни и приносите ќе се многу минимални. Многу дождове затепа го оризо, што ја знам. Сега народот фрла ѓубриња, а не се знае дали ќе жнее. А још фрла ѓубриња, те сега фрла ѓубриња. Трошкове прават, а дали ќе жнеат никој не знае. Кој мало сонце повише, ќе биде потопло времето и оризот ќе се избегаш. А сега моментално временските непогоди закочуваат процедурата на касењето на оризот. Освен оризопроизводителите, за штети од врнежите се жалат и производителите на градинарски култури. Овие дени што врна дождо и поплави ги пиперишта тоа, и го пиперо скапа нагло со чушки со се. Во Кочанско годинава под ориз се засејани близу 4000 хектари, па освен нивната задоцнета сеидба пролетва, сега и пролонгираната вегетација може да го намали приносот кај Кочанското бело злато. Производителите на градинарски култури пак, посебно на пиперот, застапен на над 300 хектари, се жалат на потфрлање во производството и до 70%. Не се само временските услови тие кои негативно влијаат врз вегетацијата на оризот. Земјоделците се жалат и на плевели кои ги немало или чие присуство било занемарливо, но годинава создаваат големи проблеми и го проречуваат оризот. Голем наплив на плевел во оризовите ниви им создава нови главоболки на земјоделците. Се работи за широколисно растение што плови над водената површина и годинава е застапено во целото Кочанско поле. Производителите на ориз велат дека во помал обем го имало и во изминатите години, но брзо и лесно се уништувало уште при првото прскање против плевелите. Годинава е во напредна фаза, па земјоделците не знаат што да прават, бидејќи го проретчува веќе изникнатиот ориз. Има еден лист, широколисно е тоа, што значи тоа е катастрофа. Не му дозволува на оризовата површина, на самото стебло, да братиме и да можеме да произведеме повише приход, него што ово е стварно уништување на самиот ориз. Рачно да се чисти? Нема шанси. Тоа е теписон, тоа е тепик, што нема шанси тоа никој да го чисти. Нема никакви шанси за рачно чистење. Само некаков препарат ако може да го уништи. Стручните лица потврдуваат дека во оризовите полиња има појава од нови плевели, што негативно влијаат врз вегетацијата, што како последица пак може да доведе до пониски приноси. Дополнително ги изложува земјоделците и на напор и дополнително трошкови стварат. Затоа што и самите хербициди кои што нивната препорака е да се третира во помали фази додека се понежни, со помали дозации го сузбиваме тоа. Меѓутоа што се случи годинава имаме континуирано неповолни временски прилики за производство во било кој домен на растителното производство. Како од појава на болести, така од појава на штетници и од плевели. Конкретно за оризот се јавуваат и нови подвидови на плевел, затоа што оризовата култура не напредува, стагнира, а временските прилики на плевелот му погодуваат и тој бега пред оризот. Со оглед што регистрираните препарати против плевели кај оризот веќе се потрошени, односно ги нема на залиха во земјоделските аптеки, невозможно е ефикасно уништување на новиот плевел. Од друга страна, и да ги има, не е препорачливо да се прска со нив, затоа што оризот е во поодмината фаза и можно е хербицидот да делува фитотоксично врз самата култура. До почетокот на август во Македонија се регистрирани нови 26 случаи на ХИВ и СИДА. Од нив 10 лица се заболени, 16 се позитивни, а регистрирани се и 2 смртни исходи. Во Кочани има 2 лица кои се регистрирани како ХИВ позитивни, велат од Оделението за сексуално преносливи болести на Институтот за јавно здравје од Скопје. 2 лица од Кочани влегуваат во групата од 26 случаи во Македонија кои се регистрирани како ХИВ и СИДА ризични.
Едното од нив е ХИВ позитивно, а другото заболено од СИДА. Според доктор Жарко Караджовски, началник на одделението за ХИВ, СИДА и сексуално преносливи болести во Институтот за јавно здравје од Скопје, годинава има поместување на старосната граница на заболените, односно доминираат млади луѓе на возраст од 20 до 29 години. Бројката е сериозна затоа што во текот на целата година лани имало регистрирано вкупно 27 заразени. 25 се од машки пол, едно лице е од женски пол. ХИВ СИДА во светски рамки, кои ќе ја посматраме, секаде бројот на заболени меѓу машкиот и женскиот пол отприлика е 50-50%. Меѓутоа, во Република Македонија, за жал, бројот е 95% се од машки пол, а само 5% се од женски пол. Доминираат со 70% или 18 случаи мажи кои имаат секс со мажи, 23% од случаите се хетеросексуален пренос, за две лица немаме статус, односно начин на трансмисија на ХИВ вирусот. Како што гледате, немаме од мајка на плод за прв пат во оваа календарска година и подолг временски период, во период од некаде 8-9 години, немаме случај на пренесување на ХИВ вирусот кај лица кои што инектираат дрога. Според Караджовски, поголемиот број новооткриени случаи со ХИВ СИДА е резултат на тоа што повеќе луѓе се тестираат и најави дека за следната година преку превентивните програми на Министерството за здравство ќе се одвојат повеќе средства за набавка на повеќе тестови. Тој потсети дека се работи за опасна болест со смртни последици. Се работи за болест од која што се умира. На времето кога прв пат ги дававме овие информации, како што гледате, од 8 заболени во таа календарска година 8 умрени. Сега како што гледате, од некои 23, 4, 7 заболени има 1, 2, 3 до 5 умрени. Значи, животниот век на овие лица се продолжи и болеста стана хронична и долготрајна. Во календарскава година за сега има 2 лица кои што се починати од СИДА. Најголем број од заболените од СИДА се од Скопје, 16 лица, а тројца се во Куманово. 2 заболени лица има во Свети Николе и по едно во Тетово, Струмица и Кочани. Во соседниот Штип има само еден ХИВ позитивен. Основното училиште Малина Попиванова со реновирани училници, санитарни јазли и обновен амбиент ќе ги дочека учениците во новата учебна година. Невладина организација пројавила интерес и финансиски да помогне за изградба на пристапна рампа за учениците со посебни потреби. Реновирана е просторијата, преуреден е просторот. Останува уште да се набави информатичката технологија и со тоа училишната библиотека во основното училиште Малина Попиванова добива комплетно нов лик. Реновирани се и тоалетите, а направен е тоалет за лицата со посебни потреби. Интензивно се работи и на лакирање на подните површини во училниците, согласно законските прописи. Во основното училиште Малина Попиванова при крај се активностите за отпочнување на училишната година. Библиотеката е веќе во завршна фаза каде што се работи на внатрешното уредување, односно интериерот, рафтовите и набавка на информатичката технологија која ќе биде внатре. Санитарните чворови се до фаза на обработка на зидните површини. Училницата која ја спремавме, односно по новите прописи на санитарниот инспекторат, подот е обработен, односно лакиран. Сега сме во фаза каде што електричната инсталација поместуваме на зидната површина за да не се уништува, која е наменета за информатичката технологија. Невладина организација ќе донира средства за изградба на пристапна рампа за децата со посебни потреби. Една невладина организација пројави интерес и во фаза на изготвување на проекте за пристапна рампа за децата за посебни потреби и мислам дека тие активности се во поглед на искористување на овој летен распуст, каде што учениците не се на училиште, односно и вработените сте на годишниот одмор, го користиме училиштето да што поспремно ги дочека учениците на 1 септември. Инаку со оглед на тоа дека во ово училиште настава посетуваат околу 15 на деца со посебни потреби, менаџерскиот тим се залага да им обезбеди соодветни услови на овие ученици со подготовка на тоалети, како и уредување на посебна училница и пристапна рампа. Манастирите што го носат името на Света Петка подготвени да ги пречекаат верниците. Дел од нив кријат интересни легенди и приказни, а 8 август има долга традиција на празнување.
Верниците се подготвуваат за прославата на Света Петка. Култот кон светицата е многу развиен во овие краишта. Гости очекуваат сите манастири во околината, чиј патрон празник е 8 август. Еден од најмаркантните и најтешко пристапни манастири е оној лоциран над селото Видовиште. До него се стигнува по пробиен, но исклучително лош пат. Празнувањето на Света Петка овде е децениска традиција. Напред многу се доаѓаше, останали луѓе доаѓаат увек тука. Од мака луѓе доаѓаат, има си мака тука, некои си доаѓаат, си дават такви бажижи, кои агне, кои си таму имат од тоа што си донесат тука, у црквата си носат таму манастирот таму. И тука си преспиват тука манастирот. Тука има мислим има музика, имаше напред, сега не сум бил за тоа неколку 5 години, може и повеќе не сум бил тука, не знам. А напред без музика не беше тука. Секад музика имаше. Овој човек овде доаѓа со децении, по потекло од Видовиште живее во Лозово. Вели дека манастирот се доградува последните неколку години. Ме влече тука сум роден, ме влече родниот крај, тука сум живеел тука и затоа ме доаѓам на манастирот тука секад. Тука сум помагал секад на манастирот. Било со работа, со се сум помагал. Се што сум можел помагал сум тука. И сега ме пак влече да доаѓам тука. Како што гледаме, местото се доградува. Местото се доградува тука, се мислам тогаш немаше такво нешто тука, се иконаци има тука и кујна направено сето тоа и манастирот ми подновено сето тоа не беше изградено така и толку. На прославата на Света Петка кај манастирот во Видовиште на семејна фотографија пред 8 години се појавила мистериозна жена во црно за која многумина веруваат дека е Света Петка. Од тогаш на местото масовно доаѓаат верници да се помолат. Живописна природа со дрвја, со крупни плодови, чаеви, чешма со чиста и студена планинска вода е во описот на ова свето место. Уште еден манастир кој го носи името на Света Петка е лоциран кај Соколарци. Манастирот е од понов датум, а последните години не доаѓаат свештеници, но доаѓаат голем број луѓе, таму се вршат последните подготовки. А на широката полена се поставуваат тезгите каде се нуди од храна до разни дреболи. Овој манастир има поинаква историја. Мирјана Димитрова од селото Соколарци, поречи си една година борба со тешка болест откако легнала на подвижна, успела да се излекува откако и се јавиле гласови насон за кои таа смета дека се на светци и рекле да изгради црква. Мирјана вели дека тогаш и се случиле многу чудни нешта. На сони се јавила Света Петка која од неа побарала да изгради црква покрај изворчето и да ги лекува луѓето кои имаат мака полевајќи ги со водата. Голем црковно-народен собир се организира на манастирот посветен на Света Петка во Кочански дол. Од црковниот одбор ги информираат верниците дека собирот ќе започне во 10 часот. И како и секоја година се очекуваат голем број верници да присуствуваат на овој манастир на одбележување на денот на Светата маченичка Параскева. За сите верници се подготвува и посебен ручек, додаваат од одборот. Света божествена литургија по повод празникот посветен на Света Петка ќе се отслужи во Кочанскиот храм Свети великомаченик Ѓорги, а на 9 август литургија ќе се служи на манастирот Свети Пантелеймон, на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион. Света Петка ужива голем култ меѓу кочанци, посебно кај верниците од повозрасната генерација, кои многу ја почитуваат и упатуваат молитви кон неа. Ја сметаат за нивна лична заштитничка, како и на целото семејство. Светата православна црква празнува 3 спомена на Света Петка, што не се однесуваат на една Параскева, туку сите 3 се различни, напоменуваат свештениците. Многу малку го знаат тој податок дека Светата православна црква празнува 3 спомена на Параскева Петка. Значи сите тие 3 спомени не се однесуваат на една Параскева, туку сите 3 се различни. И сите 3 живееле во различни места и во различен временски период и една со друга немаат никаква додирна точка. Конкретно утре го чествуваме споменот на Параскева Римјанка, значи она Параскева која што живеела и го предала својот живот на Христа Бога во Рим. Следниот ден, на 9 август, се чествува споменот на Свети Пантелеймон. На истоимениот манастир ќе се ослужи света архиерејска литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион. Во сабота ќе се ослужи исто така света златустова литургија, по повод празникот посветен на светиот великомаченик и безсребреник Пантелеймон и на светите седмочисленици, а исто така ќе напоменеме дека во манастирскиот комплекс посветен на светиот Пантелеймон во село Пантелеј ќе се отслужи света архиерејска литургија на која што ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со повеќе свештеници од
нашата епархија. Во чест на Свете Параскева и Свети Пантелеймон на 8 и 9 август Света Божествена литургија ќе се служи и во Кочанскиот храм. Викендов се одржува третото поред издание на Summer Beach Festival во кафе бар Angels во Штип. Се очекуваат 20 на специјални гости, нашите најдобри локални диџеи, како и диџеи од странство. Уште едно незаборавно доживување на плажа подготвува тимот на Angels Cafe. Тридневниот Summer Beach Festival, кој оваа година ќе се одржи од 8 до 10 август, повторно ќе го трансформира Angels во место каде сите на вистина се чувствуваат како да се на плажа. Благодарение на ситниот песок, пена забавата, одбојката на плажа, згодните девојки и секако летните коктели. Уживањето го зголемуваат и настапите на 20 на специјални гости, диџеи од странство и нашите најдобри локални диџеи кои ќе бидат дел од овој летен хепенинг. Фестивалот кој оваа година се одржува по трет пат е единствениот од ваков карактер во Македонија и овозможува Angels Cafe овие 3 дена да функционира како вистински бич бар. Искуството од минатите години говори за едно неверојатно доловување на лудилото од плажа, а забавата ќе трае цел ден и цела ноќ. Организаторот очекува дека посетеноста ќе надмине минатогодишната бројка од 7000 посетители од земјава и странство. И за крај спортската информација. Фудбалерките подготвени за најважното случување во сезоната, настапот во Лигата на шампионите. Добра најава за квалификацијскиот турнир кој започнува на 9 август и е промотивно видео кое е изработено токму од страна на фудбалерките на организаторот. ЖВК Кочани тргнува за Сараево. Во опуштена атмосфера фудбалерките го очекуваат најважното случување во сезоната, настапот на квалификацијскиот турнир од Лигата на шампионите. Една од најискусните фудбалерки, Тања Митровска, е внимателна во прогнозите. Значи вечерва тргнуваме за Сараево, таму ќе се одржи Лигата на шампионите, мислам групата. Очекувањата се такви како што се стартуваме, значи како аутсайдери да речам, нели и самото тоа покажува дека стартуваме од четвртиот шешир. Меѓутоа одиме добро спремни, со да речам не многу скромни очекувања. Сакаме значи да направиме некој успех, еден чекор повеќе од другите екипи, да речеме минатогодишни учесници и се надеваме на добра игра. Алан Юнайтед и Меди Конин првпат се дел од европската елита. Кочанки како аутсайдери нема да калкулираат во мечевите, свесни дека за позитивен резултат мора да се пружи максимумот во сите 3 кола. Од овие 3 екипи кои што ни се противници, некакви сознанија имаме само за Босна, барем јас лично. Знам дека се добра екипа која што настапува долго време заедно. Значи имаат поминато овој прв круг, имаат стигнато 2 пати до четвртфинале, значи секако и да е солидна екипа, речи си цела репрезентација на Босна и Херцеговина. Значи за финците и односно финкините и полјакините немаме некакви сознанија, бидејќи и они се исто како нас оваа година прваци прв пат во нивните земји, меѓутоа самиот фактор дека се од Финска и од Полска зборува за нивниот квалитет. ЖВК Кочани во моментов го акумулираше безмалку целиот кадровски арсенал во Македонија. Митровска вели дека девојките одлично се познаваат меѓу себе, а тимот успел да се вкомпонира доволно за да одговори на тактичките замисли на стручниот штаб. Повеќето девојките настапуваат за репрезентацијата. Имаме и 4 нови имиња значи во клубот. Колку ќе помогнат ќе видиме, се надеваме нели дека ќе ни бидат од помош. Меѓутоа, мислам дека теретот ќе падне на играчите кои што го донесоа овој клуб до првото место и до освојувањето на Купот на Македонија. Така да со сите сили ќе се надпреваруваме. Кочанки во престолнината на Босна и Херцеговина ќе престојуваат 7 дена. Во квалификацијската група 7 се нашите фудбалерки заедно уште со екипите на Сараево, Босна и Херцеговина, Алан Юнайтед Финска и Меди Конин Полска. Самите надпревари се закажани од 9 до 14 август. Пласман во следната фаза ќе обезбеди единствено првопласираната од секоја од 8 групи.
Ги следевте вестите на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.